Минаа 39 и 40 навлезе откако се дигна на нозе цела Македонија. Откако народ поробен стана да скрши окови. 39 години како векови. Нити се крвта исуши крвта по планините, нити секнаа солзите на робините. 39 години, 39 камења. Секој од кого потежок, секој од кого постуден. Ова е Смилево, село сместено во пазувите на Бигла планина. Смилево, село бунтовно, еден од херојските символи на големата илинденска епопеја. Смилево, символ на храброста и слободолюбивоста на македонските револуционери, на илинденците и нивните наследници. Родното село на Даме Груев. Илинден, 1903 година. Овде се одигруваат драматични настани во борбата против турското робство. Се разви знамето на слободата. Илинден, 1942 година. Во Смилево повторно се вие црвеното знаме. Партизанскиот одед Даме Груев формиран е на 6 јули 1942 година на селото Златари. При самото формирање присуствуваја Тошо Даскало, Стив Наумов, Тарцан од Прилеп, Киро Крстевски Платник и Мише Ефтимов од Крушево. На самото формирање зборуваше Стив Наумов, зборуваше исто така и Тарцан од Прилеп. Кога сврши целата церемонија, зедовне заклетва и уште истиот ден овие функционери, бидејќи дојдоа специјално за формирање на одредот, си заминаја. На 2 август 1942 година одредо изведе прва акција во селото Смилево. Дојдовне кај селото Гопеш и можам да речам дека скоро целата ноќ не спиевне, бидејќи до 12 сата не можевне да спиеме, бевне будни, возбудени, дека знаевне оти ќе одиме на акција, но се држеше во конспирација, не ни се кажуваше каде ќе вршиме акција. Броевне 17 партизани. Тргнавне во 12 сата од кај селото Гопеш, дојдовне близу до селото Смилево, пред да се раздени, ни се саопшти задатако дека во селото Смилево ќе влезиме и се одредија кои ќе бидат на стража, кои ќе влизат во селото и така натаму. Ми се даде еден задатак да направиме еден план со организацијата партиска во Смилево и со еден другар, тој беше професор, некој Веле Даскаловски. Постар човек, со него застанавме, го направивме планот и отидох на Бигла, му го однесох. По неколку дена преди да се припремите да се вршит за Илинден, еден ден ми отидовме во Лера, во Стрежио, некои работи имаме и поминаме тука по Бигла и едно време Мише Ефтимов од Крушево застанаме на Ѓорегор, се вика тоа на место, на Шумичка така, и го изведи планот, ме праша, овај пат каде онај го гледа планот наш. И тогаш по планот му вика, згодно е ова место одаваде, беше, кај што е споменикот на Даме Груев, едно одаваде овде овие, едно одаваде на онаста кај што живеја ја. За да можат луѓето да се гледаат, нали, при евентуален напад, да можат да си даат сигнал за да се повлечат. Така и одговарат самото место, како што самите го гледате. 11 души влегоја во селото Натре. Прва задача беше да се фати кмето, кој сметавне дека е човек на бугарите, донесен од друго место за кмет, опасен човек, и со намера бевне да го ликвидираме истиот. Значи, една група се упати кон кмето, кмето беше одма фатен дома, врзан и спроведен на сред село. На протуѓера од селото му беше наредено да го чукни звоно
селаните се собраја на сред село, имаше митинг, на кој митинг зборуваше политичкиот комесар Јосиф Јосифовски Ѓорче Свештаро. Бидејќи тоа беше 2 август, денот Илигден, а знаевме ние, пак имавме информација, тоа после јас го дознав, дека во селото Смилево требаше да дојди на ден Илигден, значи на 2 август, кога ние влеговме, министерот за натрешни работи на Бугарија Габровски. Во место Габровски, значи ние влеговме во селото Смилево и Ѓорче Свештаро му зборуваше кој сме ние, зошто сме ошле во партизани, зошто се бориме, дека се бориме за ослободување на Македонија, дека она што започне нашите илигденци, Гоце Делчев, Дама и Груев, дека и ние сме тие што ќе ги, значи, го продолжуваме патот нивни и ќе се бориме до конечно ослободување на македонскиот народ. Во селото можам да речам дека бевме многу добро примени, луѓето со голем интерес слушаја и од кога сврши митинго, за другата тамо во кооперацијата што имаше залихи во магазино шеќер, ориз, други работи и така натаму, беше земено разделено на селаните, списите беа некој, што знам таму за порецот што беа, ги запаливне, заплевивне една писаќа машина, кмето што го фативне, реков дека бевне со намера да го ликвидираме, али грешка може би се направи, пред кметот беше донесен на сред село и во присуство на него го прашавне селото, односно на митинго луѓето, каков човек е и така натаму, нормално тие плашејќи се да не од некој бидат подкажани, па рекоја добар е и така натаму, и ние бевне принудени да му го поштедиме животот. И некаде кај 11 часот го напуштивне селото. Се викам Жежовски Василов Крст. Во 1942 година на 1 август работев во Кривогаштани и ноќта патував за Смилево. Под самото село сретив едно вооружено лице, му реков добро утро, на него носеше и ножици, на ранецот ножици, но не му обратив толку внимание. Штом само дојдов дома и легнав изморен од патот, бидејќи имат од Кривогаштани до околу 45 километри, почна да биет камбаната. Тогај ја чув мајка ми каде викат, каде дојдова, рече сите, дошла некоја војска и одма истрачав тука дојдовме каде што сме и сега. Набрзо се собра народот, бидејќи Смилево тога броеше околу 250 домаќинства со околу 1400 жители. Над 1000 жители имаше во оваа местност. Кога викна комшија ми беше пандурот во непосредна близина, излегов да видам, одма го забра пандурот и ојдова кај кметот. Кога дојдовме овде, кметот беше застанат, овде имаше зграда, баш кај онаа зграда, повојната Бричен, повојната на Сапуницен и така остана. Народ штом се собра, Ѓорѓе Свештарот одржа говор. Штом тој говор се одржа на партизаните, им се собра леп, храна, што беше потребно, се собра. Она што беше селско се врати, јако беше запленето од општината. Архивата ја изгореа и некои материјали. Но интересно беше тоа што по завршувањето, повлечувањето, одма таса 4-5 камиони полиција. Тие зедо одма да испитуваат и во самото испитување се добиваше печатот дека тие се плашат од партизаните, затоа тие се прикажаа како 300 души да се вооружени со тешки митролези, дури топ носат. И овој почна пуарска работа, ти викат сега ќе загинеш, другиот ќе загине, дури дојде војската. Кога дојде војската, пак луѓето правилно не им кажа каде се повлекоа партизаните, а тие се повлекоа во овој правец. Војската се качи на самава црква и несигурна да одит каде, отпуши еден митролез како припука неколку пати и така се заврши. Многу беше важно во тоа време што населението од Смилево, поучено и од Илигденското востание, не им кажа на бугарите кој собираше леп, кој беше иницијатор да собират леп.
и храна за партизаните, но вика по силата на барањето сите донесовме леб. А тоа логички има неколку луѓе што собираат со вреќи лебо што го собира и го носеа, но тие не може никако да дознаат за актерите, односно организаторите што организира да се собере леб. Дали беше весело? Весело беше до немај каде. Затоа од тука се заклучуваше веселбата и расположението на народ, од излагањето на народот. Народот знаеше дека пред неколку дена требаше да се одржи митинг, да одржат бугарите на Илинден. Тој митинг беше осуетен. Да ме дојдоа партизани и кога веќе разбра тие, прво се плашеа, непознати во разни униформи со разни оружја, но кога разбра дека е партизански одред, тие и немаше човек што остана в село, дома, в куќи, да, или да се плаши да не дојдат и тоа беше ризично, на овој круг може да дојдат овде бугарите со камион вооружани и да го отвори твој, но никој на тоа не му обраќаше внимание, не се плаше и веселбата беше голема. И понатака од кога веќе партизаните се повлекоа по другите села кога се одеше, јас знам подобно бугарите многу протестира и на секој чеко што он фатеа од Смилево и му вика шумкар. Партизан тие смета и секој работник дека е партизан. Јас знам не пушта ни на работа во власти, па во журче су работа како аргар, кажа. Ќе дојдеш и ми каже ти си вика види како ти си шумкар бе. Абе како шумкар му гледа да носам као тука. Како шумкар, кај шумкар. И така заврши тој митинг, но Народно слободната борба. Одред доби таква симпатија во овој крај, не само во Смилево, но во сите околни села, бидејќи го суети еден планиран митинг. Тие ги има планирано тој бугарите митинг, со чистење на улици, да дочек и клучни работи, но тоа беше осуетено од страна на партизанскиот одред Дамјан Груев. Триесет темници, која од која погрозна. 39 години, обеле коса на глава. И стар ерген војвода и илинденски јунак, лоша го старост наведе, црни го мисли испија. Луто го тага изеде по таа пуста слобода. Но очите му светнаа, лицето му се разведри, кога ги виде внуците во нова руба бунтовна, со тенка пушка на рака, со машко срце вгради, силна го надеж утеши. Радост го в старост окрепи, срце на младост затупка, осамна славен Илинден во светла бела промена над славно село Смилево. Во горда Бигла планина 39 години минаа како векови. 903 остана само во светла промена. Робство се тешко надвило, душманот не дава слобода. Не може глава да крене. Народот потегли окови, султанот отиде, нов дојде. Излегоа нови спахи, стегнаа нови синџири. Копелин стана нов живот. Силно се Бигла затресе, запеа гора, планина. В земја се скрија кодоши, ново ни сонце огреа. Храбро се чета зададе од славна Бигла планина, излезе славно Смилево во борба народа дигне. Се млади како фидани, се силни како арслани, срце за страф им не знае. Една ги мисла поведе, слегоа, в село влегоа. Се собра село Смилево да слуша зборој пламени, во дните нови и славни радост им срце исполни, душа им пламна за борба. Дамјан се исправи пред нив, во очи им искри слобода.